Доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина од клиничката болница Аџибадем Систина, ни доаѓа денеска на визита. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и благодарам на поканата. Доктор Билјана, на самиот почеток за улогата, функцијата, значењето на тироидната жлезда, за потоа да се надоврземе на сите оние работи кои што треба да ги слушнеме токму од вас денеска. Так. Актуелна тема, особено во последниот период, негде од месец мај па наваму, од кога траат, да кажеме, оние превентивни мерки, превентивни прегледи, се со цел за да се подигне малку свеста за прегледот на тироидната жлезда, иако мораме да кажеме дека од 56 година наваму и како е таа подигната. Мај месец не случајно одбран месец за превенција и добра диагноза на заболувањето на тироидната жлезда, па се негдека до септември, кој што е одбран за месец на добра диагностика, односно на времена диагностика за превенција од појавата на карцином на тироидната жлезда. И сега што представува тироидната жлезда? Тоа е мал орган, сместен во долната третина од вратот, со големина, негдека, односно повеќе тежината, ќе ја спомнеме, не повеќе од 20 до 30 грама. Меѓутоа, со исклучителна битност, бидејќи го регулира метаболизмот, а преку метаболизмот се регулира и функцијата на сите органи во човековото тело. Тука е, значи, она голема и значајна функција, така, на тироидната жлезда. Апсолутно на тироидната жлезда. Она што секогаш останува како анекдота, односно секогаш го кажуваме ние како одговор, кога пациентите доаѓаат на преглед и кога ќе напрашаат дали имам тироидна жлезда, апсолутно, значи сите имаме тироидната жлезда, односно сите се раѓаме со тироидната жлезда, бидејќи тоа е орган како и сите останати органи што имаме. Не е убаво доколку не постои. Нажалост се случуваат, иако многу ретко, да се родат понекогаш бебиња без тироидната жлезда, меѓутоа навремената диагноза што сега ја имаме не дозволува да се развијат некои заболувања, односно да не се развива детето како што треба понатаму. Со закон од пред неколку години преку Националниот комитет за подигање на свеста за тироидната жлезда донесена одлука во сите родилишта во Република Македонија да се проверуваат при самото раѓање тироидните хормони, се со цел да се превенираат понатамошните заболувања. Тоа значи дека секој новороденче родено во Република Македонија подлегнува на испитување на тироидните хормони, кои што понатаму, значи, доколку е секако што треба, родилката е информирана дека незиното бебе нема никакви проблеми, а доколку нешто постои, уште во самото родилиште се започнува со терапија и се превенира. Да се преземат сите потребни мерки. Да, се превземаат сите мерки. Најчестите нарушувања или проблеми или заболувања на тироидната жлезда, велиме, е многу значајна за целосното нормално функционирање на организмот, и кога ќе дојде до некакво заболување или нарушување, што тоа понатаму представува? И сега, за да почнеме со нарушувањето на тироидната жлезда, мора прво да кажеме што таа прави во организмот. Значи, тоа е ендокрина жлезда, тоа би значило дека таа произведува тироидни хормони. Тоа се двата тироидни хормони, Т3 и Т4, односно тријодтиронинот и тетрајодтироксинот, кој што во народот е познат само како тироксин, односно Т4 хормонот. Тоа се хормони од тироидната жлезда. Меѓутоа, за да таа ги произведе нив, треба да работи под нечива регулатива. А тоа е под регулатива на мозокот, односно на хипофизата, од каде што се создава тиростимулирачкиот хормон или ТСХ хормонот. ТСХ, што сите го слушаме, сите го спомнуваме, да. Имаат, нели, проблемот, веќе и добро ги знаат сите точно овие термини. Точно ги знаат, бидејќи во на рутинска контрола, кога доаѓаат да ја проверат тироидната жлезда, најчесто се проверуваат или Т3 или Т4 хормонот и ТСХ хормонот. Последниве години се проверуваат уште посензитивни хормони, а тоа се слободните фракции од овие Т3 и Т4 хормони и ТСХ задолжително, за да може првенствено, значи, да се дојде до некоја диагноза, а понатаму веќе одлучуваме дали имаме потреба и од дополнителна диагностика. Доколку имаме потреба од дополнителна лабораториска диагностика, тогаш ги вклучуваме и тироидните антитела. Тоа се антитироглобулинските антитела или АТГ како кратеници, исто многу често пациентите знаат да ги споменат, и антипероксидазните антитела или АТПО. Зашто ни служат тие? Тие служат за да точно кажат што е причината за појавување
појавата на евентуалното заболување. И сега од тука ќе почнам да ги кажувам и групите како поделба, така, на сите за поделба на заболувања и проблеми кои заболувањата. може да се јават. Тие можат да бидат во две големи групи заболувањата ставени. Едното се морфолошките заболувања, другите се функционалните. Токму во функционалните влегуваат и овие кои што бараат да имаат испитано тироидни антитела, а тоа се доколку постои зголемена функција на тироидната жлеза или така наречената хипертиреоза, каде што покрај тироидните хормони убаво е да ги провериме и овие антитела за да евентуално кажеме дека станува збор за така наречената Грейвс-Базедова болест. Тоа е автоимуно заболување, или ако станува збор за намалена функција на тироидната жлеза, односно хипотиреозата, па ако причината е повторно од автоимуна природа, тогаш да потврдиме евентуално постоење на тој така наречен Хашимотов тироидит. Многу често знаеме да имаме и Хашимотова хипертиреоза, значи повторно да имаме зголемена функција на тироидната жлеза со причина од ова автоимуна компонента. Тоа се функционалните заболувања. За кои што и најчесто знаеме и споменуваме. Ги Така, ако споменуваме, речеме имам проблем со тироидната или е намалената или зголемената функција, има и други. Меѓутоа има и други заболувања кои што кај нас се исто така многу зачестени, а тоа се појавата на нодуси или чворови, некој ќе ги знае, или јази на тироидната жлеза. Многу често се чворови или јази како термин кој што повеќе е фамилиарен кај во популацијата. Што значи тоа? Тоа е промена на тироидната жлеза во форма значи на топче. Сите нели викаме големи промени или помали промени што се уват во организмот на било кој орган, секогаш го кажуваме дека представува некоја туморска формација, меѓутоа не би сакале да го кажеме сега тука како таков агресивен збор, па одиме заради тоа со една ваква поблага форма на чворови, нодуси или јази на тироидната жлеза. Тоа се тие морфолошки промени кои што знаат да се јават кај тироидната жлеза. Кај нас, на жалост, исто така многу често застапени, влечеме значи корени од минатото, бидејќи една од причините за појава на заболувањата на тироидната жлеза е и фамилиарната оптеретеност, односно фамилиарната предиспозиција. Па заради одредени причини кои што подоцна ќе ги споменеме, кои што во минатото била, се уште знаеме да имаме една ваква промена во тироидната жлеза. Втора морфолошка промена или морфолошко заболување на тироидната жлеза е појавата на така наречената струма или во народот познатата гуша. Гушавоста, да. За среќа, веќе искорената, се уште можеме некако порано, во одредени подрачја, најмногу била застапена. Застапена заради тоа што ние се уште важиме за ендемско подрачје. Што тоа значи? Подрачје во кое што се многу чести овие заболувања. За среќа кажувам искорената, бидејќи од 56 година па наваму со закон е донесена одлука да се внесува јодот преку некој тип на исхрана. Кај нас е одлучено да тоа биде солта, која што се јодира. Во 50-тите години се јодирала со 10 до 20 мг на јод на килограм сол со соединение калиум јодид. Меѓутоа, како што оди науката напред, како што се гледа кој соединение постабилно, негде од 99-та година се доаѓа до одлука да се смени оваа јод во соединението калиум јодат. Значи од јодидот сега е јодат и малце е зголемена, значи таа концентрација, па сега од 20 до 30 мг на килограм сол. Стабилно соединение во прехранбен продукт кој што ние за среќа секојдневно го користиме. Негдека во Јужна Америка и во одредени подрачја на Кина, одлучено е да се јодира лебот. Меѓутоа, секоја држава прави своја национална стратегија преку која што одлучува како тоа ќе се внесува. И за среќа, од 50-тите години наваму, оваа ендемска гушавост се поретко ја среќаваме, за да веќе во овој период, значи во овие последни години, си речеме искорената, сем нели кај постарата популација, каде што се уште можеме да видиме по некој со таква промена на тироидната жлеза. Така.
За карциномот на тироидната ќе зборуваме во вториот дел, за да можеме малку и повеќе да споменеме и за самото заболување, но и за третманот и за лекувањето. Ги споменавме јазлите. Можеме ли ние надворешно да го забележиме, да го видиме тоа, бидејќи има препораки, застанете пред огледало и видете дали имате некаква испакнатина, ака и намалената и зголемината не можеме ништо надворешно да видиме, освен како симптома го почувствува. Најчесто кај зголемената и намалената функција надворешно ништо не гледаме, освен кај хипертиреозата, каде што некогаш се случува да имаме и појава на гушавост. Значи, од таа голема продукција на тироидни хормони доаѓа и до зголемување на тироидната жлезда, па некогаш можеме да имаме таква една појава на мала гушичка. Меѓутоа, кога станува збор за чворовите, додека се тие со некоја мала големина, значи големина во милиметри изразена, значи до 10, 12, 13 милиметри, се уште видливо ништо нема што може да ви остави впечаток, па да ве натера да отидете да се прегледате. Кога тие веќе фаќаат поголема димензија, тогаш веќе можете да ги приметите и да ги испалпирате, иако секогаш кажуваме дека таа палпација сами што ќе ја направиме не секогаш точна, она вистинската. Па заради тоа апелот е секогаш да се прегледа од специјалист кој што ја работи оваа проблематика и да се дојде до точната диагноза. Инаку, впечатливи доколку имаат една поголема димензија. Можеме да чувствуваме промена како проблем при голтањето, при висењето, нешто такво што повторно би не навело да не чекаме тие многу да се зголемат, па тогаш да побараме помош? Многу често тие, бидејќи самата тироидна жлезда лоцирана во предел, значи во долната третина, рековме на вратот, негдека под адамовото јаболче, и како да ја гушка трахејата, значи да е во облик на пеперутка, па значи ја обвиткува, односно ја гушка, што значи дека секое наше движење, дишење, подголтнување, доколку има некаква промена, ние ќе ја почувствуваме. Најчесто пациентите знаат да кажат: имам чувство дека нешто стои во грлото, како кнедла да стои, па ми е потешко да проголтам. И обично е тоа со мали залци, потешко е со течна храна, бидејќи се тоа мали промени, и вие знаете како тука како нешто да стои кога пробувате да голтнете. Многу често знаат и да го лицкаат, па да ве тераат цело време да подкашлувате. Како нешто да ве чеша внатре, можете да се тоа се тие први симптоми кои што може да ве натераат да појдете на лекар. Многу често знаат да се направат забуни во смисол на болка која ќе се појави во грлото и некоја промена на тироидната жлезда. Треба да знаат пациентите дека тироидната жлезда речиси никогаш не дава болка, освен во едно заболување, така наречениот субакутен тироидит, кој што представува вирусно заболување на тироидната жлезда. На тоа вирусно заболување најчесто му претходи некое друго вирусно заболување на горните или долните респираторни патишта, па од таа силна инфекција да дојде и до промена на самата тироидна жлезда. Само тогаш се случува да се појави болка во предел на тироидната жлезда, која што е изразена, која што не дозволува пациентот од надвор, зборуваме, да се пипне за вратот. За таа разлика па што може добро да голта, бидејќи нема ништо проблем со грлото. Тука треба да препознаваат. Значи, ние секогаш даваме совети до матичните лекари како да направат разграничување кога станува збор за проблеми со грлото, кога за тироидната жлезда. Значи, само во тој случај имаме болка. Во сите останати промени кога се јавува, дали се тоа морфолошки или функционални, болка не се јавува во тироидната жлезда. Така. Нарушувањето на функцијата на тироидната жлезда е меѓу почестите или најчестите проблеми здравствени со кои нели е опфатено населението и се соочуваат луѓето. Намалената и зголемената, да ги споменеме симптомите за да можеме, иако нели се вели бавно, полека се развиваат, па никогаш и не можат навреме и да бидат откриени, па и преклопување на симптомите, мислејќи дека станува збор за некој друг проблем, а всушност не функционира како што треба тироидната жлезда. Македонија некако го следи трендот, светскиот тренд во тој процент на заболувања овој функционален тип на тироидната жлезда. Нажалост, се уште зачестен. Причините доколку ги барате, една група на научници ќе ви кажа дека се уште не може да се дојде до точната причина зошто се јавуваат, додека пак од друга страна одредена група на научници ќе ви кажат нели покрај фамилиарната предиспозиција дека тука можете да најдете и други ризик фактори кои што може да ви ги развијат овие заболувања.
Вие на почетокот кажавте дека некако жените сме нели поподложни на овој тип на така, заболувања. Соодносот е 1:7, значи еден маж наспроти 7 до 8 жени во светски рамки е тоа запазено. Што значи сега тука причината би ја барале покрај малку поемоционалната страна, емотивната страна на припадниците на женскиот пол. Од друга страна, сите останати хормони кои што учествуваат во функцијата на целокупниот женски организам има влијание зошто малце да се попотенцирани овие заболувања кај нас. И, на жалост, стресот е наминовен кој што ја развива и едната и другата група на заболувања. Додека ако станува збор за хипотироза или намалена функција на тироидната жлезда, тогаш се тргнува од намалениот метаболизам, бидејќи главната функција на тироидната жлезда е во одржувањето на метаболните процеси. Тоа што значи, ако е намален метаболниот процес, колку и малку да кажува пациентот дека јаде, нема што да го запали, да го разбуди тој енергетски старт во организмот и доаѓа до поправање, до зголемување на телесната тежина. Штом се намалени метаболните активности, имате проблем и со дигестивниот тракт, односно немате доволно варење на времено како што треба на храната, па доаѓа до една тврда столица, односно до обстипација. Страда нормални кардиоваскуларниот систем, што ме се успорено и срцето се мачи да може да циркулира, да одржи таа нормална циркулација на крвотокот, па доаѓа до една брадикардија, односно забавен пулс на срцето. Доаѓа до промена на притисокот, со тоа што тој знае да биде и во намалени граници, значи и систолниот и диастолниот, односно и горниот и долниот попознат за народната маса, меѓутоа може да постои една дивергенција, значи тие комплетно да се разликуваат, да имате многу низок диастолен и повисок систолен притисок. Така да тоа се промените од кардиоваскуларен тип. Кај жените, речи си секогаш оди со промена во менструалниот циклус. Понатаму оди со зафаќање на жалост и на нервниот систем. Па многу често знае да се појави една незаинтересираност на за околината, една забавеност, една отапавеност, да речеме, на сите емоции. Многу често знаат и да завршат во лекување на депресија, а причината да лежи во тироидната жлезда. За среќа, со самото започнување на лекувањето, сите овие проблеми многу брзо се решаваат. Лекот е еден единствен, тоа е субституционата терапија со левотироксин, односно со хормонот кој што недостасува, бидејќи нема што да го надокнадиме на тој начин. Да се создаде, нема како да се создаде во тироидната жлезда или намалено се создава, па мора однадвор да се внесе. Значи, кога е намалена функцијата, забавено ни функционира организмот. Целиот организам забавено функционира. Лекот се зема на нашиот пазар, можеме слободно да кажеме кој е лек, бидејќи е еден, тоа е само еутироксот. Се започнува со помали дози за да се постепено се стигне до дозата која што на пациентот му е потребна и на жалост, меѓутоа не треба да ги плаши пациентите, тоа е доживотна терапија. Бидејќи кога еднаш ќе ослабе функцијата на тироидната жлезда, многу тешко ние можеме да ја повратиме таа функција. Кај намалената функција. Значи, терапијата си е доживотна, само може да се менува дозата, се менува, така? Да, апсолутно. Особено на почетокот се додека велиме добро е избаждарите таа терапија, тогаш значи постои поголема промена во терапијата. Кога ќе се дојде до одредено ниво и така и контролите се оречуваат. На почетокот пациентите доаѓаат на 1 месец, на 3 месеци, па потоа на 6, па дури понатаму препораката може да биде еднаш годишно. И овие симптоми од хипотирозата се тие кои што малце поспоро се развиваат и кои што многу често знаат да не насочат да бараме други заболувања, а да не се фокусираме и да се запрашаме дали е тироидната жлезда. А е почесто застапено отколку зголемената Почесто, функција? да, почесто и велиме и за среќа што е тоа така, бидејќи е полесна за третирање. За разлика од хипертирозата, каде што имате еден бурен метаболизам, каде што и покрај тоа што внесувате огромни количества на храна, многу се слабе. Значи, тоа слабење е енормно. За неколку недели може да се достигне и до намалување на телесната тежина од 10 пи повеќе килограми. Едни диареи, проливи, значи тоа изразени проливи по неколку пати во текот на денот. Една општа слабост од една страна, меѓутоа од друга страна па и хиперактивност која што дава една нервоза кај пациентите, еден немир кој што не им дозволува да седнат.
изгледаат истоштено, испиено во ликот, изразено потење заради тој бурен метаболизам, промена во однос на косата, ноктите кои што дава, значи, опаѓање на косата, кршливост на ноктите. Опаѓањето на косата, морам да кажам дека може да се појави и кај хипотирозата, меѓутоа тука немаме вистинско опаѓање, тука заради сувоста на кожата имаме кршливост на влакното. Па сега ние не можеме да препознаеме дали тоа е паднато од корен или е доле сувост и опаѓањето, па заради тоа секогаш како еден симптом кажуваме нели опаѓање на косата. Пак ќе се вратам кај овие што се со хипертироза, кардиоваскуларниот систем е тој што многу страда и тука имате една изразена тахикардија, па значи една изразена срцева слабост која што секогаш бара и потпора, односно помош и од страна на лекар, специјалист, кардиолог, кој што ќе ни помогне да го смириме и срцето, паралелно смирувајќи ја и тироидната жлезда. Овде сега се многу забрзано работи и функционира. Се забрзано, да. Така да, интересно е она што ми го споменавте пред да почне и емисијата, кога рековте пациентите можеме да ги препознаеме и по однесувањето, така, кои се со намалена, кои се со зголемена функција кога чекаат да влезат нели на преглед кај лекарот. Многу често ги препознаваме, бидејќи додека имате една група на хиперактивни, кои што се немирни, нервозни, кои што сакаат побрзо да ја завршат целата процедура, имате овие другите кои што седат и се незаинтересирани, значи каде што не работи тироидната жлезда. Меѓутоа за среќа и кај едните и кај другите третирањето оди многу добро. Само да се стигне навремено до дијагнозата. Тоа е значи она што ние секогаш апелираме. Добрата и брза дијагноза едноставно ги третира тироидните заболувања. Така, да ги слушнеме, доктор Билјана, сега и нашите гледачи и нивните прашања. Добар ден, се извинувам, повелете. Добар ден. Добар ден. Вака се јавувам, поздрав до вас и до докторката. Ви благодариме. Се јавувам да прашам нешто за ќерка ми. Еве, скоро 2 години е со намалена функција на жлездата. Прима еутерокс. 5 дена во неделата е со 100 мг, а 2 дена е со 75. Сакам да прашам нешто во врска со бременост. Дали се прима терапијата за време на бременост или не? Така. Добро. Ви благодариме. Многу често прашање што се случува во текот на бременоста. Значи лекот еутироксот апсолутно не пречи во текот на целата бременост да се прима и да се прима понатаму во периодот на лактацијата. Значи нема прекинување на терапијата. Ова особено го кажувам и апелирам, бидејќи е многу полошо доколку се остави лекот во периодот на бременоста. Тоа значи дека не само што страда самата трудница, најмногу страда бебето, кое што има потреба, особено во првиот триместар, да ги добие овие тироидни хормони за да таа органогенеза заврши како што треба. Така да советот до сите трудници кои што имаат веќе поставена дијагноза за намалена функција, за хипотирози, кои што го земаат овој лек еутироксот, слободно да продолжат да го пијат во текот на целата бременост, со тоа што контролите да бидат многу почести, бидејќи во првите 3 месеци од бременоста може да се случи да имаме потреба и да ја зголемиме терапијата, за да постепено понатаму, значи, кога ќе заврши бременоста, па и периодот на лактација, таа терапија повторно се намали и се врати како што била пред почетокот на бременоста. Ама е важно да не се прекинува и може да се планира семејството, така без разлика дали го имате проблемот со слободно да се планира семејството со тоа што претходно, значи пред планирањето не е лошо да се направи еден скрининг, особено на ТСХ хормонот, кој што ќе покаже колкава е неговата вредност. Секогаш пред започнувањето на бременоста и во текот на бременоста бараме овој ТСХ да биде во граници негдека до 2 или 2,5 референтни граници. Тоа е се со цел повторно да имаме здраво поколение. Така што само тука, значи апелот е редовно следење, проверка пред бременоста, нели, ако се знае или ако се планира колку е тој хормон и редовно земање на оваа терапија. За среќа еутироксот од страна на организмот не се препознава како да е внесен
однадвор лекот, туку самиот организам го доживува како Аха, да како нешто излаче свое, така како тироидната тироидната жлеза жлеза да да го го- излачила да, хормонот, да. иако тоа е синтетички Така, хормон. така. Така да без никаков проблем да си продолжи со земањето на терапијата. Ете така. Одговорот и препораката и советот и за гледачката, за нејзината ќерка и сите оние кои што во иста можеби слична ситуација го имаат како прашање или како дилема. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме. Имам едно прашање до докторката. Ајде, повелете. Јас имам Хашимото теоритет и примам еутирок 7 дена во неделата од 100 мг. Ама имам проблем со телесната тежина. Дали постои некое друго решение? Затоа што постојано се покачува телесната тежина, а кога мислам сето тоа е како некои отоци, како вода, како насобрана вода, не знам како да објаснам. Дали постои нешто друго или освен еутироксот, само еутироксот? Фала многу и пријатно. Во ред, ви благодариме. Доволно ли е ова, доктор Билјана? Да, Некогаш да, ни се да. потребни уште некои информации плюс, ама Не, сусама доколку е доволно и краток и јасен одговор. Само еутироксот е тој кој што е потребен на пациентката. Ништо друго нема потреба да се зема. Само редовното контролирање на тироидните хормони во смисол да не случајно е мала дозата на еутироксот. Иако вака кој ќе кажете еутироксот 100 микрограми, тоа звучи дека е релативно голема доза, меѓутоа не треба да ги плаши и тоа дека е голема, не постои голема или мала доза. Тоа само е показател колку на организмот му е потребно од лекот. Тоа е показател колку организмот на пациентите пред започнување на болеста функционирал со одредено количество на хормони. Само да се проверува тоа и доколку е во добри граници тој ТСХ и хормоните од тироидната жлеза Т3, Т4, тогаш апсолутно друго ништо не е потребно. Ако постои вредност на ТСХ, која што е негдека околу 4, тие интернационални единици, јас не ги кажувам на милилитар, меѓутоа доколку такво нешто постои, тогаш е потребна корекција и е потребно да се зголеми терапијата и можеби ќе се намали телесната тежина и ќе се изгубат Овие овие симптоми кои отоци. што и пречат Да. на гледачката. Мора да се провери, бидејќи сега по друга страна или велиме многу често она знае да биде причина за многу заболувања, меѓутоа па сега да не дојдеме во една предимензионирано за заболувањата на тироидната жлеза, па да кажеме дека се доаѓа од тироидејата. Кога имате нормални тироидни хормони, земате терапија за тироидната жлеза, тогаш симптомите не смеете да ги препишете дека таа ги прави. Тоа значи дека мора да побарате евентуално да не се крие уште некое друго заболување. Хашимотовиот тироидит е автоимуно заболување. Јас би ја советувала пациентката да се провери евентуално да не постои уште некое друго автоимуно заболување, бидејќи многу често знаат тие да одат паралелно едно со друго. Треба да се провери каква е состојбата со бубрезите, бидејќи отоците многу отие ги често спомнам, знаат така. да бидат и причина за нарушување на бубрезите. Не знаев, не ја слушнав само возраста која е на пациентката, бидејќи може некогаш и кардиоваскуларниот систем, срцето, исто така да даде отоци. Така што, 3 работи. Проверка уште еднаш на тироидните хормони, вредноста дали е како што треба и проверка на овие други два системи. Тоа се бубреците и срцето. Така, да. Добар ден и за следниот гледач. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Ја поздрав и до докторката Ви до благодариме. прашање. Јас имам проблем со тироидната, па едно 16 години, 17. Се лечам со еутирокс, ТСХ и Т4. Сега последниот пат бев на 7.10.2016 и резултатот ми е 2,25 ТСХ, Т4 21,2. Дали е нормално сега таа вредност, затоа што имам јас проблемот на тироидната. Сега јас не осеќам ништо така, али осеќам на лупање некогаш на треперење меѓу градите тука и намалување на пулсот ми е и прескокнување. А пулсот ми е намален од 54 повише не ми е. И јас се осеќам млитава, несилна, така малаксана, мислам, не бивам некако, уствари сега и годините тука се упрашање,
Не можам да бирам како што бев млада, али дали смеа и пием за тоа треперење, тие ритми што ги викам, ова амиокордин од 200 милиграма. Дали ме интересира тие да се пие за тироидната жлезда? Зашто некој вика смее да се пие, некој вика ја намалува уште тироидната жлезда повеќе. Добро. Во ред, доволно беше, ви благодариме за јавувањето. Последниот податок што го даде пациентката Така, за да. пиење на амиокординот е многу битен, бидејќи тоа е лек кој што го даваат кардиолозите, значи антиаритмик, меѓутоа кој што во себе содржи големо количество на јод. Тој мора да се дава за да се смират аритмите, бидејќи некогаш немаат друг избор. Да. Меѓутоа, знаете како постои во медицината, едно лекувате, друго нарушувате. Така дека пациентката оваа хипотироза предизвикана од амиокординот. Треба да биде под контрола. Апсолутно, кај оваа пациентка и предпоставувам дека така оди контролата, треба да биде под добар мониторинг и од кардиолог и од специјалист по нуклеарна медицина или ендокринолог, кои што ќе ги следат паралелно двете работи. Одлични се резултатите кои што ги кажа пациентката. Значи 2,25 за возраста која што нели она самата ја кажа дека веќе ја има, е вредност на теска која што ние можеме слободно да кажеме идеална. Тоа значи дека добро е во моментов titrирана и од страна на лекар кој што води за тироидната жлезда, а и од кардиологот. Некогаш кога ги имаме овие упорни хипотирози, предизвикани од лек кој што содржи јод во себе, како што е амиокординот, тогаш бараме од кардиологот да се направи замена, да се даде друг антиаритмик. Меѓутоа, ке пациентката е сосема добар ТСК. Евентуално, ако и срцето е смирено и ако овие аритми не се чести, тогаш да се побара евентуално некаква замена, па да се проба со друг лек. Меѓутоа, вредноста на тироидната лабораторија, што ја кажа за хормоните, е сосема одлична. Сега, заморот и малаксаноста, што ја спомна, доаѓаат од страна на аритмиите. Бидејќи срцето тука малце повеќе се мачи за да нормално одржи пулс и целата циркулација, така да заради тоа е повеќе заморот, и не смееме да ги заборавиме годините кои што ги спомна. Меѓутоа, од страна на тироидната жлезда одлично титрирана. Се како што треба, односно третирано како што треба. Да. Да ја погледнеме сега и анкетата, ги прашавме нашите граѓани, нели, што знаат за тироидната жлезда, дали можеби го имаат проблемот, како го лекуваат, третираат и сето останато. Дали ја проверувате функцијата на тироидната жлезда? Не. Никој пат. Проблем имате ли со тоа? Не. Никогаш? Сега за сега не. До денеска, а од утре не знам. Некој член од вашата фамилија потесно се мисли? Сестра со тироидната имаше и мислам дека правеше операција. У Германија само, овдека не, она е у Германија. А како има откриено? Али знае? А не знам таа, да кажам, не знам поиме не. И има објаснето на кој начин ја следи терапијата, како ја лекува? Она е во Германија, овде не. И таму и операција правено во Германија, се, овде не. Дали е сега во ред со вашата сестра? Сега е во ред, но тоа мислам она е здрава, потполно сега. Последици, тоа нема никакви? Не, нема ништо. Не. Имате ли таков проблем? Не. Некој ваш близок во фамилијата? За до сега не. Сега за сега немате такво нешто? Ја проверувам. Нормално е, сега идам за друго, на неврологија, тука има мозочен удар, па на контрола идам. Со функцијата на тироидната жлезда, тоа да ни Па не сум ни проверувала, да ви кажам, мислам дека нема. Дали имате проблем со нормалното функционирање на тироидната жлезда? Пример, намалено зголемена функција или друг проблем со тироидата? Тоа да ти кажам, не знам, на лекар не сум бил да кажат. Конкретно за незе. До сега ти реков, супер е. А од утре, што, дај Господ, тоа ќе биде. Не, нормално е се. Нормално е. До сега некој ваш близок, меѓутоа со тироидата, ваш некој близок, потесен член од фамилија немал до сега, да имате проблем со... Не, сестра ме има. Или искуство некое, да? Да, има. Тироиден најмногу иде од стрес, колку може да се заштитиме од стресот, тоа е... Од стресот, така. Другото ништо. А како го има откриено вашата сестра? Може ли да ни кажете? Тироидата? Па секако имаше. После стресовите од трауми во фамилијата. Ке почне со
Не знам, она имаше дисбаланс. Се јави тумор на тироидна жлезда, така да има проблеми. И како има проблеми и со срце, и со срце тоа влијае. А кажете ми како ја контролира нарушената функција? Да. Треба да иде на операција. Ја контролира, значи треба да оди. Нема се уште отидено. Не. Така. Уште е под контрол. Добро е кога нормално функционира тироидната жлезда, ама кога веќе и ќе се јават проблемите на време истите да ги откриеме, не можеме да не го споменеме карциномот на тироидната жлезда. За среќа не е премногу застапен, ама сепак присутен. Присутен е и тоа значи кај пациенти кај кои што претходно сме диагностицирала евентуално некаков нодус или чвор или јаза на тироидната жлезда. Не споменавме многу за диагностиката, значи за да ги препознаете хипо и хипертирозата, потребно ви е лабораторија да имате со хормони. Меѓутоа, за да знаете дали имате некаков чвор на тироидната жлезда, тогаш потребно е покрај палпацијата да направите еден добар ултрасонографски преглед, после кој, доколку имате потреба, правите скенирање на тироидната жлезда со технициум пертехнетат, тоа е радиоактивен изотоп, и евентуално да направите тенко-иглена биопсија. Токму тенко-иглената биопсија, која што во поново време е убаво да се прави под мониторинг на ултразвук, е таа која што ќе ви направи разграничување. Дали имате бенигни јазли или чворови, или ви се појавил малигна чвор, односно карцином во тироидната жлезда. Значи тие јазли треба да се следат. Треба да се следат. Да, доколку тие натаму да преминат во малигни. Доколку тие од растат. намалената и од зголемената опасноста за карцином ја нема. Така тие само може да предизвикаат нешто дополнително како функционално. Доколку е во ред ехографскиот преглед кај овие пациенти со хипо и хипертироза, тогаш нема закана за појава на карцином. Меѓутоа, кај овие останатите каде што имаме морфолошка промена, тогаш кај нив постои мала веројатност, меѓутоа не смееме да ја занемариме од појава на ваков карцином. За среќа, секогаш велиме, доколку е било нели речено да се појави некаков карцином во организмот, нека се појави во тироидната жлезда, бидејќи за среќа тоа е еден од најдоброчудните, односно наједноставните за третирање. Тука целата работа лежи во рацете на хирургот. Кога ќе се дојде до диагнозата, задолжително велиме дека треба да се оперира тироидната жлезда. И тоа, ние работиме по онаа стара школа, да речеме, каде што бараме да се отстрани целата тироидна жлезда и доколку евентуално ехографски сме виделе дека постојат изголемени жлезди на вратот, советуваме да се направи и една порадикална операција, односно отстранување на лимфните жлезди. Во зависност од кој тип на карцином ќе имаме, кои што постојат 4 типа, можеби не е потребно да ги обтоваруваме толку пациентите, меѓутоа наједноставниот е папиларниот тип, па дури фоликуларниот после него, од кој ќе се оперира пациентот после 1 месец, потребно е да прими радиојодна терапија. Значи, ова се карциноми кои што не бара третирање со хемотерапија или зрачна како останатите карциноми. Единствено зрачна терапија се уклучува кај пациентите кај најагресивниот тип, анапластичниот тип на карцином на тироидна жлезда, каде што е потребно да се намали големината на самиот карцином, бидејќи таму имате една експанзија од тироидно ткиво малигно, кое што прави проблем во дишењето и во голтањето. Меѓутоа, такви пациенти ретко, дали еден во текот на годината, за разлика од овие другите, од папиларен и од фоликуларен тип, каде што и тие не се многу, меѓутоа па не смееме да го занемариме бројот меѓу 20 и 30 на годишно ниво. Значи, не треба пациентите да се плашат. После операцијата следи апликација на тој радиоактивен јод, најчесто во доза од 100 миликири, која што доза треба да се даде во болница која што има специјално дизајнирана таа радиојодна соба, која што за среќа имаме ние во Аџибадем Систина, каде што престојуваат 2 до 3 дена пациентите, ја примаат дозата и си заменуваат. Хоспитализацијата не е толку заради пациентот, колку заради заштитата на околината, бидејќи пациентот кој ќе прими таа доза на радиоактивен јод, практично зрачи, односно ја оддава таа радиоактивност кон околината, па не е убаво да биде во близина на трудници или мали деца и заради тоа е убаво додека да опадне таа радиоактивност да бидат сместени во ваква една посебно дизајнирана соба. Останатите типови како што е медуларниот тип, тука веќе имаме само една операција, евентуално кај некои типови може да уклучиме јодна терапија ако не имаме целна терапија која што се дава. Добро е да се слушне ова за сите оние кои што за среќа нели се многу малку на број, меѓутоа да знаат што и како е терапијата.
Може ли во една реченица превенцијата, како превентивно да делуваме за да ја заштитиме и нормално да ни функционира тироидната жлезда? Со искоренување, велиме, на оваа ендемска гушавост, не престанува, нели, се во Република Македонија. Ние се уште важиме за ендемско подрачје и заради тоа секогаш некако го пренесуваме како пиер едукаторство ова, значи да го слушнат пациентите дека е потребно да конзумираат јодирана сол и тоа купена од кај нас тука. Ние некако сме меракли на купување на се што е увезено. Се што не е наше, ние попривлечно ние. Меѓутоа, кога станува збор за еден ваков производ, значи потребно е да се купи од кај нас, од фабрики кои што го имаат сертифицирано, значи имаат сертифицирано солта, тоа што значи поминала низ нашето Министерство за здравство, одобрено од Националниот комитет, доволна е дозата од 20 до 30 милиграми јод, колку што е потребно, и тоа би било сосема доволно. Значи да се засолува исхраната, некако при крајот на готвењето, сега не ни премногу, бидејќи па знаеме дека солта штети на другите заболувања, меѓутоа во умерена количина да се купуваат мали кутии, доволни да речеме за 4-члено семејство за еден месец, да не стои долго време, да не стои бидејќи испарува самиот јод, што значи во една темна кутија да се стави за еден месец од прилика да се користи, тоа е сосема доволна превенција и нормално кога постојат овие месеци да се подига свеста, не е лошо да се направи барем еден ехографски преглед. Ви благодарам што ни бевте на визита. Ви благодарам јас уште еднаш за поканата.